Во новата спортска сала во основното училиште Никола Карев во Кочани започна надпреварите од училишната лига во мал фудбал. Градоначалникот Радко Димитровски го најави и официјалното користење на салата за спортски надпревари. Денеска имаме двојно задоволство заради тоа што со денешниот ден почнува и официјално да се користи училишната сала во училиштето Никола Карев со надпреварите во мал фудбал во училишната лига. Другиот момент е, по четврти пат стартуваме, почнуваме да ги имаме училишните надпревари, училишната општинска лига во спортовите кои што ги негуваме. Тоа се мал фудбал, кошарка и мажи кошарка жени. Во училишната спортска сала ќе се одржуваат ревијални надпревари во сите спортови. Ова година по четврти пат е лигата во мал фудбал. Значи денеска званично имаме два надпревара во основното училиште Никола Карев. Од наредните кола, значи се има домаќин. Значи ќе се играт на сите 4 терени во сите 4 основни училишта. Само денеска, значи ово коло, првото коло са слободни основното училиште Крсте Петков Месирков од Оризари. Значи ќе се игра двокружно и негде првото, второто и третото место веќе ќе бидат прогласени, значи по четврти пат почетокот на јуни месец. Значи наредната недела ќе започнеме со лигата во кошарка, машки и женски. На започнувањето на надпреварите во мал фудбал присуствуваше Јанче Трифунов, сегашен државен секретар во Министерството за економија. Се потсети на одлуката за изградбата на оваа спортска сала, донесена пред 4 години, кога тој беше претседавач на Советот. Мене лично ми представува задоволство денес овде меѓу моите сограѓани да гледам како една идеја која што ја започнавме пред 4 години кога јас бев избран за член на Советот и претседател на Советот, тогаш новоизбран и тогаш новоизбраниот градоначалник Радко Димитровски, заедно со стручните спортските работници ја воведовме оваа идеја. Сега, после 4 години, можам да се потсетам на почетоците и да направам една споредба, бидејќи 2 години веќе сум на позиција како државен секретар во Министерството за економија. Сега гледам колкова голема работа сме направиле. Тогаш јас можам да ја направам таа разлика и спортската сала во ОУ Кирил и Методи беше запуштена. Сега имаме реновирана спортска сала. Денес се наоѓаме во овој прекрасен објект, нов, кој што е во функција на спортот и на учениците, а до година здравје ќе видиме уште еден и во Оризари. Тоа покажува дека колку многу се мисли и се работи за спортот, колку многу се мисли и се работи за најмалите. Оваа атмосфера ме инспирираше да дадам изјава, иако не планирав. Гледам дека целта сме ја постигнале, се омасовува спортот, се развива здравиот начин на живот, се развива спортскиот дух и јас сум убеден дека после 4 години и после 14 години и после 40 години Кочани ќе се развива, бидејќи ова е вистинскиот начин. Инаку спортската сала во основното училиште Никола Карев од понеделник се користи и за изведување на часови по физичко воспитување на учениците од 1 до 8